Задолжително образование наспроти задолжителна вакцинација. Министерството за образование нема одговор на ниту едно прашање кој што го постави Алфа за тоа како ќе се решат уставните и законските дупки и контрадикторности. Надлежните немаат ниту одговор на прашањето дали некое дете ќе остане незапишано, ниту пак колку деца досега останале незапишани и надвор од образовниот систем како резултат на тоа што ги немаат примено сите вакцини. Согласно Законот за основно образование, меѓу другото, за упис на дете во прво оделение, родителот, односно старателот, е потребно да приложи потврда за применени задолжителни вакцини. Сепак, родители успеваат да ги запишат своите деца и тоа без да ги имаат примено сите задолжителни вакцини. Самите тие јавно сведочат за ова на социјалните мрежи. Како и сите други, и тие доставуваат потврда за вакциналниот статус на детето, а во таа пишува дека детето ги нема примено сите вакцини. Родителите се повикуваат на член 44 од Уставот, со кој што се гарантира дека основното образование е задолжително. Меѓутоа, новиот член од Уставот му пркоси член 39, а во него гласи: На секој граѓанин му се гарантира правото на здравствена заштита. Граѓанинот има право и должност да го чува и унапредува сопственото здравје и здравјето на другите. Според епидемиолозите, губењето на чувството на заедништво и општествен интерес не враќа децении наназад, со ризик да се вратат болести за кои мислевме дека сме ги оставиле во минатото. Морбилите, малите сипаници, се најреалниот ризик, заради тоа што опфатот со една доза вакцина против морбилите е само околу 70%, за да постои заштита од епидемија треба преку 95%. Најстрашно е што задолжително секое дете што заболува од морбили се соочува со така наречена имунолошка амнезија, бришење на комплетно на целиот претходно стекнат имунитет против други заразни болести. Тоа значи, после прележување на морбилите, децата повторно мораат да се соочуваат со заразни, со микроорганизми, патогени, да заболуваат или повторно да се вакцинираат. Јас не знам има ли родител што со мирна душа ова би го дозволил за свое дете. Како резултат на нискиот број вакцинирани деца, Министерството за здравство заедно со Светската здравствена организација од април годинава спроведува теренска едукација и вакцинација во повеќе од 120 населени места. Во рамки на кампањата Од врата до врата, заклучно со третата недела, вкупно се посетени 2053 семејства, заедници и собиралишта на лица, при што се одржани едукативни разговори, предавања и поделени се над 5000 материјали. До сега се аплицирани 481 доза на рутински вакцини на деца кои од различни причини ги пропуштиле дозите од редовниот календар за имунизација. Македонија е втора во Европа по бројот на невакцинирани деца. Полоша од нас е Молдавија, а ние второто место го делиме со Босна и Херцеговина.